мотивацијата беше, би рекол, повеќе кратна. Прво, општествената, би рекол, атрофирана ситуација во која што се наоѓа вкупно Кавадарци, мислам дека беше првиот пресуден момент кој што ме натера да се вклучам во внатрепартиската трка во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Се разбира шансата која што помладите се повеќе и повеќе не ја гледаат во Кавадарци, односно оние моменти кои што ги тераат младите се повеќе да го напуштаат Кавадарци, би можел да ја оквалификувам како втор клучен момент кој што беше пресуден да се вклучам во трката за кандидат за градоначелник. Значи, најкратко што можам да кажам, тоа е дека мотивацијата пред се ја гледам во тоа што животот во Кавадарци од страна на актуелната власт е направен многу неподнослив и насоките кои што овој период ги имаме пред се, расположението на граѓаните, сето тоа укажува на тоа дека во март ќе се случат апсолутно промени. Кој би бил заклучокот, односно ако се изведе еден профил на Кавадарци во изминативе 4 години, еве да речеме и претходно, каква е состојбата сега во Кавадарци? Јас би рекол дека Кавадарци дефинитивно е град кој што позадината на Кавадарци пред се ја гледаме во лозарството и во земјоделството пред се, но се повеќе и повеќе се отвараат, би рекол, моменти кои што Кавадарци се обидуваат да го насочат како град, како еден индустријски центар. Тука пред се ќе спомнам дел од оние гиганти, би рекол, кои што ја формираат стопанската структура на Кавадарци. Пред се тука мислам на Фени, на ИГМ, на Алијанс Уан, Метал Инвест, Урбан Инвест, нашиот бренд винарската визба Тиквеш, Кожувчанка, Градба Промет, се тоа, значи, стопански субјекти кои што од прилика го пренасочуваат дејството од лозарство кон нови индустрии во Кавадарци и на тој начин се прави една компилација од она што во моментот, би рекол, во Кавадарци е главно занимање. Знаете и сигурно сте информирани дека долги години кавадарчани пред се и жителите на градот макамачат со нерешениот проблем кој што го имаат со исплата на грозјето и мислам дека и актуелната власт, но и локалната власт во овој период од 7 години, апсолутна власт би рекол во Кавадарци, и извршна и локална, не успеа да го извлечат на површина проблемот и конечно да го решат. Имат шанса за тоа, таа шанса не ја користат и за жал мислам дека тоа ќе биде и пресудниот момент кој што ќе ги натераат кавадарчани да ја извршат промената на следните локални избори. Види каква евиденција, колку има невработени во Кавадарци, колку луѓе се на рап на екзистенција? Моите податоци говорат, кои што редовно ги проверувам, дека моментално се повеќе од 6400 невработени, за разлика од останатите градови кои што ја имаат сегашната, би рекол, демографска структура на Кавадарци. Кавадарци сепак не е град во кој што има преголема невработеност, но сепак Кавадарци е град со невработени. Тоа е факт и тоа не е само во Кавадарци, туку е податок во цела Тиквешија, односно во сите оние градови кои што гравитираат во Тиквешијата и сметам дека власта, односно онаа политика која што треба да биде во насока на подобрување на вкупната економска клима, треба да биде токму првиот момент да биде решавањето на прашањето со лозарството, а вториот момент да биде отварањето на новите работни места. Актуелната локална власт го потроши мандатот многу повеќе на асфалтирање на улици од по 200-300 метри, но не и на некакви капитални инвестиции кои што дефинитивно ќе го препородат и Кавадарци, но и животот на граѓаните во Кавадарци. Сметам дека таквата позиција кој што во овој момент е во Кавадарци, идната локална власт, идната централна власт ќе мора сериозно да ја разгледат и да ја променат во насока на подобрување на вкупната клима и состојба во градот на гроздето и виното. Велите дека одите по домаќинствата. Кој проблем го имате лоцирано? Што е проблем за граѓаните на Кавадарци? Генералната забелешка кој што граѓаните ја упетуваат до сите оние кои што се дел од политичкиот живот е невработеноста. Иако локалната самоуправа, пред се би рекол децентрализираната локална самоуправа од 2005 година па до денес дава корекција на политиките во некои сфери, како што се основното и средното образование, како што е комуналната инфраструктура, како што е уредувањето, би рекол, на вкупната комунална, би рекол, агломерација на градот, сепак граѓаните се многу повеќе заинтересирани и сакаат да им се реши проблемот со вработувањето. За жал, вработувањето, би рекол, во овие месец дена, одејќи во различни мала, во различни места, во различни домови, укажува на тоа дека тоа е најгорлив проблем.
Битна е и комуналната, се разбира, инфраструктура, позицијата на градот и би рекол уредувањето пред се на градот, но граѓаните сметаат дека доколку се стигне поскоро до една редовна плата која што ќе биде сигурна, стабилна, е многу поголема гаранција за подобар живот отколку искажување на некаква желба во однос на тоа да градот премине во, би рекол, многу подобро уреден, просторно посреден и едноставно со поголеми шанси за подобар живот. Нашата желба, нашата, би рекол, посветеност ќе биде токму на тоа. Прво да го промениме, би рекол, општиот принцип, да сватат луѓето дека локалните избори, локалната самоуправа, градоначалникот не е полициска функција, каде што ќе се свети, ќе врши реваншизам, туку едноставно тоа е човек и по законската, но и по практичната замисла кој што ќе треба да им испадне директно во пресрет на граѓаните. Да сватат луѓето дека градоначалникот треба да биде човек и на ВМРО ДПМН, и на СДСМ, и на сите останати политички партии, да ги решава клучните комунални проблеми, но и сите оние состојби кои што се дел од локалната децентрализирана локална самоуправа, а не да се сваќа градоначалникот во насока на тоа дека треба да оди, односно да ја носи општината во правец и да ја претвара како едно биро за вработување. Спомнавте лозарите се жалат. На што се жалат? Лозарите прво се жалат на девастираните ниски цени кои што се случуваат, второ се жалат на политиката која што од година во година е се поприсутна во лозарството. Би рекол, инфилтрирањето на политичките моменти во невладините организации кои што се занимаваат на локално ниво со ова прашање, дополнително со лошата, би рекол, земјоделска или лозарска политика која што владата ја форсира, е резултат на незадоволството на лозарите. Значи не е возможно ние да инсистираме и цело време да се фалиме во насока на тоа дека е многу инвестирано како субвенција, а да цената на Смедеревката и на Вранецот од година во година е се пониска. Дефинитивно луѓето кои што се занимаваат со оваа дејност укажуваат на тоа дека многу помалку треба да се градат споменици во Скопје, а многу повеќе да се инвестира во таа сфера, во оној дел од нашата република кој што би рекол е оценет и на балканско и на европско ниво како најпродуктивен за грозје и за вино. Го знаете ли вашиот против кандидат у Кавадарци? Еве се зборуваше дека има конфликти внатре во ВМРО ДПМН во однос на тоа кој ќе биде кандидат во Кавадарци. Добро, конфликтите во ВМРО ДПМН не се од сега, не се со овој овој последен настан кој што сега се случи. Јас кандидатот не го знам на ВМРО ДПМН кој ќе биде, претпоставувам секојдневно слушаме различни имиња. Во такви калкулации генерално не навлегувам, заради тоа што не сум премногу оптеретен. За мене кој да биде кандидат од ВМРО ДПМН, тој противник за мене е оној противник кој што треба на наредните локални избори да биде поразен. Ние имаме јасна политика, отворено кажуваме дека локалните избори, градоначалникот треба да биде човек кој што ќе има пристап за сите граѓани на градот Кавадарци, а не како што е тоа сега и извршната и локалната власт целиот период на нивно дејствување да го насачуваат само кон подобрување на животот, на членството на оние кои што се најистакнати во ВМРО ДПМН. Таа слика дефинитивно мора да ја промениме, а за конфликтите на ВМРО ДПМН и внатре, би рекол, внатре партиските пресметки и самите сте информирани и знаете дека претходниот период имаше прилично една, тоа веројатно ќе продолжи се до дефинитивното озваничување на нивниот кандидат, една би рекол рововска, жестока внатрепартиска битка. И мислам дека тоа е пред се во насока на чувството нивно кое што они го имаат дека се повеќе и повеќе сигурен е нивниот пораз и сознанието дека ќе мора дефинитивно после подолг период да ја остават власта и да заминат во опозиција.